Благодариме, Мартин Николовски го имавме во живо, први две линковски вклучувања од Скопје. Мартин, благодариме. Ја продолжувам во студиото темата Светски ден на волонтерите, но и денес исто така кажавме и Светски ден на почвата. По овие два светски дена некако Сара ќе ги споиме со разговорот кој што денес го имаме. Добро утро за Сара Крајчевска од Сојуз на извидници на Македонија, кој Светскиот ден на волонтерството ќе го одбележат со засадување во Гоцева шума близу Неготино. Исто така ќе не открие детали за акцијата Боренка за пошумување на опожарени места која беше во соработка со Национални шуми и Сојуз на извидници на Македонија. Добре ни дојде. Добро ве најдов, фала ви за овој прекрасен амбиент и се надевам дека ќе кажеме интересни факти и ќе го објасниме убаво Светскиот ден на волонтерството. Денес е вашиот ден, верувам доста обврски, доста активности. Благодарам што рано наутро издвоивте време да ги презентираме секако содржински сите тие активности на нашите гледачи. Ајде да почнеме со големата волонтерска акција за пошумување на Гоцева шума кај Неготино. Колку волонтери ќе бидете на терен, што ќе се случува таму? Како што споменавме денеска, денешниот ден е од особено значење за нас, поради тоа што ние сме една од поголемата слика за покажувањето на волонтерството, односно тоа е преку извидништво. Денеска ја спроведуваме една од најголемите акции која што се спроведува во соработка со Национални шуми и Сојузот на извидници на Македонија, односно тоа е акцијата Боренка. Денеска на терен можеме да ги забележиме нашите волонтери, односно во Гоцевата шума близу Неготино. Очекуваме повеќе од 200 извидници, односно волонтери да дојдат на терен, како од Македонија, така и од регионот, поради тоа што ние како извидничка мрежа доста соработуваме со нашите извидници од околината. Најчесто во Гоцева шума се посадува чемплес, јасен, бор и во зависност од нашите експерти од националните шуми се договараме кој растение би било најпогодно за таа сега почва. Времето е такво какво што е денес, но претпоставам одзивот ќе биде голем. Добре, вакви временски услови за садење, добри се? Па не е лошо. Навикнати сме ние на секакви услови. Моментално дел од волонтерите се веќе на терен, поради тоа што се очекува, како што кажав, бројка од 200 волонтери, која што е навистина нели пообемна, веќе се во подготовки. Кажи ми, кажавме отприлика нели кои растенија ќе се засадат, тоа си го знаат секако и стручните лица кои што се занимаваат со тоа, меѓутоа ето од волонтерска гледна точка се следат ли, се одржуваат ли тие растенија што ќе ги посадите, знаете ли некогаш да ги посетите, правите ли такви акции да видите како на нас од особено значење ни е целата ова активност Боренка да има видливи резултати, односно да има некаков резултат. За да има видливи резултати со голо око да можеме да забележиме нели дека почнало да се гради некаква шума, потребни се од 5 до 10 години тоа да го соочиме, но со големо задоволство можам да кажам дека во изминатиот период бевме во посета на првите теренски места на кои што сме работеле, односно Боренка започна во 2022 година и веќе може да забележиме како тие садници што сме ги посадиле веќе почнуваат да имаат сериозно оформени стебела. Така. Ја споменавме акцијата, ова нема да биде прва, годинава имавте дури 9 такви акции. Можеме ли да се не мора сите 9 локации, меѓутоа ете да кажеме каде пошумувавте? Најчесто оваа година беше фокусот на територијата на Демир Капија, Гевгелија и во Свети Николе. Главно се фокусиравме на локации предели што се низ овие градови. Така. Како ги распределувате екипите? Колку волонтери се доволни за една акција, колку трае целиот процес? Како изгледа една волонтерска организација? Досегашната пракса покажала дека најефективност од страна на волонтерите и целата екипа има доколку се некоја бројка од околу 50 на волонтери се распределуваат на начин што на тројца волонтери им се доделуваат одреден број насадници што се предвидени да се засадат за тој ден и еден е задолжен за ашоводо, друг за купање дупка и третиот нели за потропување на стеблото. Како што напоменав нели пред скоро, на нас ни е многу битно тие расади да бидат правилно поставени, односно засадени за да може да
имаме некаков резултат. Може би вака изгледа нели лесно, но бидејќи не станува збор за двајца, тројца, сепак станува збор за посериозна работа и затоа за едно растение потребни се тројца да го посадат како што треба. Какво е чувството кога ќе видите некои први резултати од овие акции кои што ги правите? Па многу е убаво чувството поради тоа што гледате дека на некаков начин сте допринеле за околината првично и убаво чувството поради тоа што знаете дека сте направиле нешто корисно и има некаков резултат. Така. Како се одвива соработката меѓу национални шуми и Сојузот на извидници во однос на ефикасноста на акциите? Така. Морам да кажам дека нашата соработка е од особено значење и се одвива во предобри услови поради тоа што сме некако баш добра комбинација. Тие се нели експерти во областа на таа индустрија, ние како волонтери можеме да ги поддржиме и некако имаме пронајдено соодветна рамнотежа за да се функционира како што треба и се надеваме дека нели ќе продолжиме исто така да функционираме. Наредната година си продолжуваме да имаме пошумување на 2 нови места. Доаѓаш од Сојуз на извидници на Македонија, ајде малку и твојата лична приказна, колку време си член колку време си извидник, волонтер? Така. Извидник сум веќе 10 години. Дел сум од Сојузот на извидници на Македонија. Исто така матичен одред ми е прв скопски извиднички одред, односно таму сум ја добила првата љубов за извидниците. И често кога ќе не прашаат нели нешто да кажеме за извидници, што ти текна сега додиш на извидници, ние често знаме да кажеме дека нема соодветен одговор и дека извидниците не се нешто што трае ден-два, туку тоа е едноставно начин на живот. Сакам да те вратам, јас нема така да го поставам прашањето, меѓутоа што те инспирираше, кој беше тој тригер што кажа дома на твоите сакам да бидам дел од ова нешто, бидејќи очигледно на млади години, гледајќи те сега, ајде нема да прашувам колку години имаш сега, меѓутоа сигурно си била доста помлада, нели и слично и требало консултација. Што беше тој тригер? Дали те привлекува другарчиња, можеби кои што беа извидници, филмови кои што гледаше, чувство уште од млади години да се биде општествено одговорен? Па за да биде некој извидник одма може да се процени, бидејќи не секој може да биде нели волонтер и да го прават се она што го правиме ние на извидници. И најчесто кај нас случаевите кога се започува на извидници одат со тоа што нашите родители некогаш биле извидници, па така и во мојот случај, мојот татко бил извидник и така по некои стапки од што ми раскажувал некои приказни како си поминувале, како оделе тие во тоа време на акции, во мене се појавила некоја љубов нели за да почнам да одам на извидници. Можеби кога претураше по неговите работи во подрум, можеби најде некој пакет од извидници. Па уште не сум го пронашла. Уште не? Добро. Да. Нели обично чуваат некои убави слики, спомени и слично, па така и се раѓа љубовта и кај нивните деца. На кој начин, Сара, извидниците ги поттикнуваат младите да живеат одговорно кон природата и да волонтираат активно? Така. Ние се водиме според неколку правила за извидничкиот живот, односно тоа е да бидеме одговорни кон себе и кон другите, кон околината. Немаме точно, пак ќе кажам, дефиниција нели или некоја шема како тоа го правиме, поради тоа што извидништвото представува неформален начин на образование и сета таа одговорност ние учиме преку пракса, односно еве ќе кажам за најмалите извидници, тоа се од 6 години па нагоре, кога одиме на некој камп, тие стануваат некако одговорни за сите чорапи, пример да ги вратат во истата бројка дома. По поминати 2-3 кампа, после изгубени пара чорапи и слично, тие знаат да се носат со некаква одговорност. Но најмногу според мене сметам дека тоа што не задржува како млади да бидеме извидници и општо волонтери е таа дружба што верувам дека да прашате некој од постарите генерации ќе ја споменат. Сите сме свесни во какво брзо време живееме, особено нели со оглед на цела технологија што ја имаме. Некако дружбата на извидници останала како да застанала во старите времиња, односно уште се пеат песни со гитара покрај оган, идеме по планини, со мапи, без телефони, нели тоа во зависност од
договорот на самите акции, настани и слично. Така. Што најчесто ги мотивира младите да се приклучат на вакви екоакции? Што велат кога ќе се приклучат? Веќе име преку глава тоа да гледаат? Да, мислам дека веќе сме дојдени до некој степен, еве јас нели како млада личност, ни е досадено од постојаните нешта што ги имаме, односно ова е малку поразличен тип на дружба и едукација, поради тоа што не е дека ние само одиме нели садиме дрва, туку имаме многу вклучена едукација и тие што се нарекуваат меки вештини ги доусовршуваме на терен и слично. Така. А се соочувате ли со предизвици при организирање на вакви волонтерски акции, и ако да, како ги надминувате? Да. Конкретно еве да зборувам за акцијата Боренка, која што е во полн ек. Се изведува во таков период од годината каде што времето е непредвидливо и примерно може на временска да пишува дека ќе има сонце и кога ќе отидеме на терен да падне дожд, но ние како извидници пак ќе кажам дека сме спремни на предизвици, па ете можеби нашето искуство доведува до тоа да не паничиме и да се решат тие ситуации. И за крај, како може граѓаните да се приклучат на активностите, како може да ги следат, како може да бидат дел? Ние сме доста активни на социјалните мрежи, односно на профилите на Сојуз на извидници на Македонија. Таму цело време објавуваме кои ни се тековни активности, кои ни биле следни активности и слично. Така. Сара, благодарам за гостувањето во Македонија на утро. Го честитам денот на сите волонтери, на сите посебно млади волонтери, луѓе кои што го имаат всушност дел од слободното време дадено на вакви акции за општото добро на сите. Благодарам уште еднаш. Фала ви на вас уште еднаш за убавото гостопримство и би сакала пред сега од Сојузот на извидници на Македонија да се заблагодарам на Национални шуми што ни обезбедува да организираме ваква преубава акција и на сите волонтери кои што биле во активноста Боренка и сите останати активности кои што сме ги правеле како волонтери. Благодарам уште еднаш. Фала. Во продолжение, дел од програмската понуда на јавниот сервис.